Ја, сите сте ми прекутасе, СДС и ефтовасе, Белгари, иното гиши, сите Сашо ќе ме реши. Кога станувам со бајле, но гледало се гледам, ај си викам на кого мамето да му го. Шетаат во македонската политика во изминативе 30 години. Иако врвот на комедијата и трагедијата на Македонија е Зоран Зоќезаев, ликовите кои во изминативе години се околу него се со посебна приказна и со посебни потреби. Имено, Зоќе очигледно не го поддржува ниту еден чист лик, нели нормален лик, со интегритет лик. И ако имаше некој таков, тие во првата година ќе се дистанцира од него. Мислам, воопшто нема ни да го приберат во свое друштво. Како, например, нели министерот за финансии Тевдовски, например, тој не можеше, нели, да не играше, изгледа по нивните ноти и беше тргнат елегантно. Видовме важно со кого си имаме работа. И тргај се одма. Но еден од тие ликови беше и Мухамед Зекири, кумашинот на Зоќезаев во големата приказна Едно општество за сите. Веројатно, општество за сите, а парите само за нас. Метеорски успех на овој Мухи од некаков си новинар кој има завршено теологија, ама многу метеорски брзо се искачи, нели, над звезденото македонско политичко небо. Баш метеорски, со диплома за која медиумите пишуваа дека има нејасни датуми на студирање и одбрана. До председател на СДСМ стигна, иако тоа и не е некој успех, нели? До генерален секретар на влада стигна. Тука е више, тоа е веќе елита. Тама, нели, беше Рашковски, еве го се ова, и Мухи, херој на борбата за урнесување на Македонија до ова дередже, но и чест гости на најавите во порталите за голем криминал во разни сфери, од мигранти до рекет. И се некако досега во сите помпезни најави успеваше да се извади од приказните како го стекнал својот огромен имот, своите џипови сметки за толку кратко време без бизнис, но додека е во дружба со кумот, и секогаш, и баш поради тоа што е во дружба со кумот. А кумот не е заебанција, нели? Кого пипне тој кумот како кралот Мида, кого пипна во злато го претвори, го збогати, го направи цар, крал. Таква моќ имаше Зоќе, те пипнали злато, те прави. Ви текнуе колку тајкуни создаде. Боки му беше другар, го направи богат. Рашко му беше другар, го направи богат. Го натовари ко Брод, Шилегов другар. Шилегов исто. Брод. Мухи другар. Еве го и тој ко траект се натоварил. Венко другар, Венко исто натоварен. Товари тоа. Еден мој пријател што има кафана, деновија ми вели: Сашо, знаеш кога знам дека овие мојве конобари дебело ме крадат? А кафаната ми работи турбо, нели, викам кога? Па не може да издржат, човечки е тоа, до вчера немале ништо, а сега дошле на позиција, нели, цели овали да ставаат у джеп, па по некое време, добри коли на паркинг, брендирана гардероба, шетање ваму таму, гледам пушат скапи цигари, цвикери од 300 евра. Јасно ти е каде оди прометот 30-40% секоја вечер. А пошто владата е еден вид кафана, во која не се знае никој пие, кој плаќа, народот секојаш е тој што плаќа, еве овие довчерашниве конобари си вовеле само послужување. И тука гледаме сумите секојаш се вртат околу милионче, Рашко милионче, Муки милионче, тој пред нив милионче, само ние граѓаните куртонче. Овие масонче и милионче, ние саде куртонче. И по некој лубрикантче лево десно. А веројатно кога ги набавиле тоа лубрикантите, паднало и тамо некој милионче. Така се краде, брат, у нашава кафана. Цели овали скара, морски специјалитети ги нема на сметките секоја вечер, а излегле од кујна. Принцип е исти, све со остало мијансе, велеше Балашевиќ. Абе викам, аџијава Мухи според наводите лапал изгледа кртина подолго време, ама сега шефот у кафанава изгледа не го добил својот дел, па решил да му мавне дисциплинска, а дисциплинска иде со 30 без кромит, нели, ова е ушутка, така? И тамо веројатно ќе има некој кромитче да проба генералниот секретар и одхранава на народот, која тој и тие како него буквално ни ја сервираат 5 години. Тоа е, шоуто мора да продолжи. Слушам за некој ден ќе имало пак скара. Они 8% не доверува во судството додека не се качат на 50%, калето нема да здивне. А до тогаш бројката новонаселени во Шутка може драстично да се зголеми. Нели, ја тоа како аналитичар треба да го знам.
И што да кажем на крај? Да. Го знам. Писмо или глава, црно или бело, курто или мурто. Познатиот северно-македонски министер за понадвор Бујарче звани Икебана. Моја мала сад е у Јапану. Тој Бујарче звани Икебана не советува да не сме купувале бензин на пумпите на Лукоил, затоа што со тоа сме ја финансирале руската воена машинерија. Абе, оној дронот бе го финансираме, бе, а не тоа мандалото на Ронџереми. Ја мајката, како дојде до вакиот заклучок, бе, Бујар? Галиба двојазично дојде до овој гениален заклучок. А во 2001 година, кога купуев моркови и крастајци од кујтимот Кондово онде на зелено пазарче, веројатно Бујар купуев и по еден метак за еколозите од Шара на чело со Али Ахмети, а? Менторот твој, бе, Бујарче, а? Ајде, моркови, ајде, крастајци, со секој купен морков донирате по еден метак за Али и 40 екологисти кои што се во шумата. Може би денеска го дониравте токму вашиот куршум, а? Што е наменет токму за вас. Тенгере! А може би не, може би тоа никогаш не се знае. Животот е руски рулет, драги мои. Да. Руски рулет, а не украински. Видите, немај бе сега со мандалото на Ронџереми. А ја да го прашам Бујарче, Бейзинче, кога купуваме на Пластичарска улица без фискални, кого го финансираме тогаш, бе, Бујар? Кина ја финансира, ракетниот програм на Кина го финансираме, бе, Бујар, а? Кого на Пентагон биолошките лаборатории у Украина, сигурно не ги финансираме според тебе. Ама Кина ја финансираме, Кина, да. Кога пиеме кафе во Тетово, Струга, Кичево или Гостивар, а не ни даваат фискална, кого го финансираме, бе, Бујар? А? Бразил го финансираме? А? Бело Хоризонте, ФК Бело Хоризонте? А? Или ФК Ботафого? А? Пошто кафето нели од Бразил доаѓа? Кога цело Арачиново не плаќа данок, кого го финансираме, бе, Бујар? Светската банка? Ајде, немој ти мене тука мандалото на Ронџереми. Немојте, молам се, како да ти кажам. После со тие дупли камати нели го покриваат данокот на пилотиве, а ние другите што сме ние другиве, а летечки овци, а, кои го враќаме со генерации, а кога кондовци не плаќаат струја, кого го финансираме, бе, Бујар? Веројатно Туле, овој Тотал електричарот на Зоќа роднинава овој, а? Или кого го финансираме? Кочо струја? Или син му на Муса, оној Муса, а? Или оној бројачот за пари на бирото на Али? Да врти нешто, бе, греота е таква германска машина да седи така без работа, сува, мислам, без евра, без долари на суво, да не се врти на суво, бе, жаба на суво, не крека, бе, ало! Или кога од некое министерство ќе ни кажат соодветни рамковни кадри да донесеме фактура, ама робата не мора да ја носиме, ќе ни ја платат и после да донесеме кај типот 50% кеш, тогаш кого финансираме? А? Па себе. А? Кај пари 50%, кај цела роба дома да си ја продаеш на црно, а бе, супер, бе, зелен бизнис, бе, нема проблем, бе. Мандала на Ронџереми. Бе, Бујар, битно е ти да си коректен со своите газди. Знаеш како викаат сега во народот? Со онаа квази држава владее дипшит и плитки мозоци. Ако знаеме кој е дипшит, веројатно треба да погодиме кои се тие плитки сервилни мозоци кои владеат. Не очекуваме ти да ги штитиш македонските интереси. Ти со своите постапки досега 1000 пати покажа дека подраги ти се албанските и косовските интереси, а после тоа бугарските интереси, да кажеме. За жал, од таму не зимаш плата, ама па ти не живееш од плата, бе, ја глуп, мислам како може да кажам дека ти живееш од плата. Ти не живееш од плата, бе. Ти си уште ставени да преговараш за македонскиот идентитет и за јазикот со бугарите.
ама во Апсурдистан и тоа ни е малку, да ти каже тебе нешто преку тасецки. Се ти што ќе препорачаш народот обратно ќе направи. Тебе ни албанците не ти веруваат. Слушај што ќе ти кажам бе. Секој ден ми го кажуваат тоа, посебно од моментот кога на списокот за нова влада имаше 67 пратеници потпишани, а вие зелените од ДУИ заедно со вашите ментори од кадето успеавте да го дотерате до 59 со познатиот трик на Дейвид Коперфилд кога исчезнува пратеник на 2-3 дена и одеднаш се појавува нели као телепортиран од Стар Трек онака. Демократски и европски бе, топ сте бе така за исчезнување и појавување на пратеници бе. Ова го знаат сите честни албанци бе, Бујар. И да кажам уште нешто, да го сакаше Украина толку Косово досега ќе го признаеше. А? Бујар, мислам дека врска немаш ти од надворешна политика. Слушај, ај чао, отидов да си ставам бензинче кај Лукоил и да си пијам, нели, кафенце руско. Одлично. Имам далото на рончење. Државата, тоа е ДУИ. Ова на сите треба да ни е јасно. Таа че е ставен тука само за спотер како премиер. Така е бе, и ни ја нудевме цела рака овие 20 години, а тие ни ја одгризаа главата. Замислете, сега ДУИ со СДСМ сакаат да го казнуваат секој од нас што негативно ќе се изрази за нив. И во затвор ќе оди дури. Абе Енвер Хоџи и Тодор Живков да не ве праеле бе, ало, тоа ви е желба? Дај бе кажете чија идеја е предлог законот кривично да гоните секој што ќе каже негативен збор за вас? Дај открите му идентитет да знаеме кој е мега имбецилот во вашите редови. Толку сте исплашени што мисли народот за вас, а? Епа треба да бидете. Оти ништо добро не направивте за 5 години владење. Компир, тиква, нула. Само пустош оставивте зад вас. Библиска наезда на скакулци ќе направи помалку штета од вас бе. И сега за овие мои настапи ќе ме гоните ретроградно или од донесување на законот па натаму? А? Колку од нас планирате да поапсите првиот ден? Еј, каков резил сте бе! Абе, ќурка кога ве води и не ме чуди бе, мисири едни. Маричич, ти добар си? А? Како велиш ти? Шо има ние да се мешаме кога е загрозено нашето малцинство во Бугарија? Па тоа не е граѓански така. Епа Путин не е дилајла ко тебе бе. Јави се на преглед са бајлека лекар. Лек нема да најде за тебе, ама барем диагноза се надевам ке ти постави. Готови сте на наредните избори. Ве чека дебакал поголем од локалните. Пренесете му го ова на ќурка, да не га и никаква надеж. Вие сте минато свршено за оваа земја и никогаш повеќе власт нема да добиете. Никогаш. Ви тврдам, од тврдо да не станете.